Македонски, а на преварот го следи делегатор Зоран Николовски и контролорот Петар Денковски. Ве повикувам просто да го испратиме интонирањето на државната химна. Интонирањето на македонската национална химна како вовед во третиот надпревар од финалната плейоф серија во борба за шампионската титула во кошаркарското првенство меѓу екипите на Пелистер и МЗТ Скопје Аеродром. Битолчани се надеваат дека ова нема да биде последен надпревар во ова финална серија, напротив, дека ќе го добијат конечно тимот на МЗТ Скопје по оние два тести надпревара кои ги загубија со по 5 разлика во првите две кола во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. Од друга страна пак екипата на МЗТ Скопје ќе се обиде да го комплетира триумфот без пораз во надпреварите, не само во финалната серија, заедно со оние од четвртфиналето и полуфиналето. Пелистер беше многу близко и во финалето на Купот на Македонија на 17 февруари, практично на една топка со оној кош на Ејасу Ворку, тимот на МЗТ Скопје Аеродром, успеа да го освои рекордниот 12-ти куп на Македонија, да го оневозможи битолскиот клуб да дојде до првиот трофеј, а сега останува да видиме колку кошаркарите на Пелистер може да бидат и психолошки на високо ниво, затоа што и физички и кошаркарски од секој аспект се близко до квалитетот на 10-кратниот шампион, меѓутоа постојано за една топка, за една грешка, за еден скок. Така беше во првите два меча од оваа финална плейоф серија, една од најнеизвестните во последните неколку сезони, колку битолчани ќе успеат да се издешат и еве подреди од домашната публика, да се изборат за четврти надпревар. А кога сме кај публиката, се повеќе се полни спортската сала Боро Чурлевски во Битола, се обидуваат на секој начин да им помогнат за да парираат и не само тоа, туку да го совладаат тимот кој што освои 10 шампионски титули во последните 11 сезони. Еве ги составите на двата тима на овој надпревар. Кај тимот на Пелистер ќе недостасува Дешо Најд поради повреда на стопалото, а играат Лука Стојановски со број 3-5, Мијовиќ 6, Сердаров 7, Костовски 8, Боријан Стојановски 9, Магдевски 13, Маслинко 14, Марковски 17, Сапуџиев 32, Драговиќ 44, Планинич. Изборот на тренерот Дарко Радуловиќ, екс-тренерот на МЗТ Скопје Аеродром. Ево Дарко Радуловиќ, само уверен, верува дека ќе го добијат и овој, а и следниот надпревар и дека ќе се изборат за мајсторка, но како се вели вообичаено чекор по чекор, да видиме најпрвин во овој надпревар во кој што битолчани ја имаат она неофицијална химна Ако одам по Битола, што се почесто се слуша и на ракометните и на сите други спортски надпревари како поттик за кошаркарите на Пелистер во овој надпревар. МЗТ Скопје Аеродром со Крстевски со број 0, Петков 1, Гилот 4, Миловановиќ 5, Андоновски 6, Робев 8, Делалич 9, Дамјан Стојановски 19, Војдан Стојановски 20, Баковиќ 24, Танасковиќ со број 44, тренерот Васко Атанасов, кој што лани во самата завршница и тоа во плейофот доби шанса по раскинувањето на договорот со Драган Николич
во можност да дојде до втората шампионска титула, доколку МЗД Скопје го добие овој надпревар. Тука е пекарот на Кошаркарската федерација на Македонија, но дали пекарот и медалите вечером ќе бидат доделени, ќе видиме по овој трет дуел меѓу двата најквалитетни клуба не само оваа сезона, туку и во последните 3 години, каде што постојано Пелистер му е ривал на МЗД Скопје во борба за шампионската титула. Алија Перевски, Иван Мигалковски и Никола Јакимовски судиската тројка која ќе го води надпреварот, делегат е Зоран Николовски, контролор Петар Денковски. Може да бидат растоварени од психолошки притисок, кошаркарите на МЗД Скопје Аеродром знаат дека многу тешко ги добија првите два меча со по 5 разлика, 82-77 и 80-75 во вториот во изминатите 7 дена. Ова е трето соочување, секој надпревар нова приказна за мотивацијата. Не треба се зборува, ево го Александар Костовски, еден од најискусните, 36 годишниот бек на екипата на Пелистер. 16 поени постигна во првиот надпревар, 17 во вториот, имаше и 7 скока. Еден од главните адути во екипата на Пелистер. На другата страна, еден од најдобрите поединци, како и секогаш, Дамјан Стојановски, капитенот на екипата на МЗД Скопје, 16 поени во првиот, 13 во вториот меч. Пелистерци во бела комбинација, кошаркарите на МЗД во омилената сина опрема. И првиот напад за гостите, каде што Гилон ја поведува акцијата. По крај него Дамјан Стојановски, Војдан Стојановски, Баковиќ и Танасковиќ. Ево го Баковиќ, лесва рекетот, добро беше спречен, сега повторна шанса добива Гилон. И еве ги парите поени на другата страна, Планинич за водство на Пелистер од 2:0. Покрај него за домашната екипа Костовски, Мијовиќ, Магдевски и Маслинко. Добра сега одбраната на Пелистер. Поведува Костовски. Мијовиќ. Ќе треба сите да одиграат на повисоко ниво, да ги отстранат оние ситни грешки, да ги коригираат со кои што му дозволува на тимот на МЗД да слави во претходните два меча и сега имаше мис меч таму. Доминантен Маслинко против Гилон под кошот за 4:0. Обид за 3 поени, повторно не е прецизен. Но повторно имаат повратна можност и ево сега со забивање Танасковиќ, кој што постигна 13 поени во првиот меч, 16 во вториот, кога имаше 12 скока и тоа се први поени за гостинскиот тим. Костовски беше удвоен, добра позиција за Планинич, не успеа од полудистанца, нити пак од одбојка, со една рака Маслинко. Војдан Стојановски. Доста искусни кошаркари во тимот на МЗД Скопје. Да видиме сега, нема тројка за Баковиќ. Има лична грешка. Да видиме веднаш по приемот, не успе да погоди Дамјан Стојановски, Магдевски. Маслинко не успеа да исконтролира. Пропадна шансата за лесна реализација. Магдевски, главниот играч кој што ги храни своите соиграчи со употребливи топки. 7 поени, 6 скока, 3 асистенции. Во првото соочување 10 поени, 7 скока, 4 асистенции, но впечаток е и
од она што претходно сме го гледале, може и многу повеќе, екс-играчот на МСТ Скопје. Да видиме сега, нема тројка за Танасковиќ, највисокиот во стартната постава на гостинскиот тим, сега Костовски. Магдевски со влез за Мијовиќ, нема поени, Планинич офанзивен скок. Еден карамбол таму на паркетот завршија двајца играчи и сега Гилон на спротивната страна загуби контролата на топката, бараше фаул. Еден темпо играч, 11 плюс 7 поени, вкупно 18 во оваа финална серија. За американецот Џон Гилон. Ово станува 4-2. Костовски. Со Магдевски на врешните позиции, таму лево се ослободи Маслинко, а сосема десно одива топка за обид за Мијовиќ, за тројка, успе да погоди 7-2. Сега највисока се овие 5 разлика за тимот на Пелистер, кој многу често во соочувањата во последните неколку надпревари е во голем дел од надпреварот во водство. Стојановски беше војдан во обид за 2 поена. Има 2 слободни фрлања. Ова сезона 6 редби, еднаш во АБА лигата, којаш МЗТ победи на почетокот на, односно на крајот на претходната календарска година. Еднаш оној најзначаен надпревар оваа сезона во финалето на купот 62-60 во оваа сала за МЗТ. Пелистер ги доби двата дуела во лигашкиот дел од надпреварите. МЗТ пак двата во плејофот во финалето. Намалува на 7-4. Војдан Стојановски, кој што постигне 11 поени, 8 скока, 7 асистенции во првиот меч, 8 поени, 7 скока, 3 асистенции во вториот. Повторно обида се проигра таму на низок пост центарот Планинич. Добро беше заграден, колку да не ја прими топката. Ево обидот на Костовски, меѓутоа не ја гледаше. Очекуваше пократко додавање. Гилон. Танасковиќ малку без ориентација, веднаш се обида да поентира. На другата страна Планинич. Останува Пелистер во напад. Се уште во фаза на загревање се двата тима и така ќе биде веројатно во оваа четвртина. Далеко од тоа дека треба да се очекува нешто да се реши во раната фаза од надпреварот. За момент сега украде Војдан Стојановски, па Планинич, Маслинко, Костовски, обид за 3 поени, мајстор за вакви ситуации. Ако му тргне, ќе успее да му донесе на Пелистер то како добра позиција за да се надева да го добие овој меч. 10-4. 6 предност, удвоен беше таму Танасковиќ, одземена топка, Магдевски оди во транзиција, имаше и лево со играч, него забележа Маслинко. Мијовиќ, втора тројка од исто место, трета за Пелистер, одлично го отворат овој надпревар, за разлика од МСТ Скопје, кој што засега не успева да парира. Еден кош од игра и 2 реализирани слободни фрлања. Затоа се погласни се навивачите на домашниот тим. Дамјан Стојановски, обид за тројка, не погодува, офанзивен скок на Танасковиќ, убаво таму се ослободи. Ова се тие офанзивни скокови, каде што не затвараат соодветно кошаркарите на Пелистер по промашување на противникот, кој лесно реализира. 13-6. Мијовиќ, расположен за сега. Нема трета тројка за него, овој пат челна. Војдан Стојановски имаше просторно. Еве сега успеа да измеви двајца противнички играчи и одлично тука десно па лево, еден од најдобрите македонски кошаркери во последните 15 години. Намалува на 13-8. Последен играч е Гилон, никогаш нема да признае, таков е тој играч.
Вреден, брз, пргав, енергичен. Еден од многуте американски бекови плеймейкери кои што сме ги виделе како тип на играч во минатите години. И во МЗТ Скопје и во некои други македонски клубови. Магдевски ќе треба да внимава во делите со Гилом. Погледнете веднаш што една оземена топка. Маслинко го измами таму директниот ривал Баковиќ и лесно таму ја завршува акцијата. Уште еден од екс-играчите на МЗТ Скопје. 15-8. Војдан Стојановски враќа скок шут во свој стил, полудистанца, практично од работ на рекетот, околу 3 метра. Мијовиќ, резултатот 15-10. Еве тројка, уште една, овој пат од левиот агол. Александар Костовски, 4 тројки за Пелистер, кога шутот функционира од дистанца. Секогаш е тоа поволна позиција во случајов за Пелистер. Се уште нема одговор од МЗТ, да видиме сега. Ево враќа Баковиќ. Не можеше долго да седат мирни во тој сегмент, 18-13. Убав надпревар во првите 7 минути. Брзи, динамични акции, комбинаторики на двете страни. Сега немаше тројка за Маслинко. Има транзиција за Војдан Стојановски. Повторно десно па лево чекор во овој пробив и намало 18-15. 8 поени веќе за Војдан Стојановски, повеќе од половината за својот тим. Едиме замена, Делалич е најавен, заедно со Петков, ќе биде двојна во завршницата на првиот период, кај тимот на МЗТ Скопје. Магдевски. Драговиќ е пробука минута во игра, Маслинко сега беше фаулиран, ева најавената двојна замена. На местото на Војдан Стојановски на Марко Баковиќ. Во игра се младиот Марин Петков и Парис Делалич. Повторување за Маслинко. 19-15. Пети негов поен. Шестнаесет поени, 8 скока во првото соочување. 14 поени, 3 скока во вториот надпревар. Не успе да го реализира второто слободно фрлање, затоа имаше офанзивен скок. Мијовиќ засега на висина на задачата како стартер. Се враќа Планинич, се враќа и Лука Стојановски, мора да ги разиграат што повеќе од своите играчи. Реално имаат потенка клупа, не го кријат тоа од таборот на Битолчани, затоа ќе мора да се менаџира со играчите кои што се на клупата за резерви. Излегува Маслинко и Магдевски. Мијовиќ за Планинич, 1-1. Двајцата центри. Меѓутоа сега не успева повратна топка од Лука Стојановски. Се консолидира тимот на МЗТ како минува времето. Дамјан Стојановски. Ја остави топката Делалич. Планинич добро прозре, успе да му украде. Александар Костовски, Драговиќ не остасуваат поени од играчите од клупата. Не успеа за 3. Делалич, ова е за фаул во напад. Да видиме што велат судиите или фаул на одбраната. Реагира Александар Костовски, се фаќа за глава, да видиме. Бараат и да видат евентуално и прегледа на снимката, но судиите категорични. Фаул на одбраната. Драговиќ не се поставил на време. Гледавме последните 2 минути од првиот период. Делалич покрај Планинич. Добро загради Планинич, добро се постави Костовски. Но и се вратија противничките играчи на своји места. Робев е во игра од пред малку.
MVP кошаркарот на финалниот надпревар во купот на 17 февруари, кој што го доби тимот на МЗД Скопје во самиот финиш, а токму завршицата Робев како замена за тогаш повредениот на тој меч Војдан Стојановски го заслужи признанието MVP. Ова беше сега нагазување на онаа странична линија. Паѓа концентрацијата во завршницата на првиот период и натаму Пилистер води со 4 разлика. Робев за 3 не успе да поводи. Офанзивен скок на Петков. Чиста позиција за Дамјан Стојановски, не погодува и тој од кого фаул. Планинич, еве, тоа е тоа што не затворат на дефанзивен скок, дополнително трошат енергија по промашување на противникот, тоа два пати се случи сега. А тоа се тие детали кои што на крајот може да бидат решавачки во вкупниот збир на поени. Крстевски во игра. По 8 поени во првиот и во вториот надпревар за искусниот Бојан Крстевски на местото на Танасковиќ. Телалич, там е Петков од самиот тагол, не успе да погоди. Топката кај Драговиќ, сега Костовски се обиде да смири. Останува 19-15. Повеќе од 2 минути, нема поени, сега има тука фаул од Дамјан Стојановски. Односно, ево го тој момент, така е. Обид да му е одземе топката на Лука Стојановски. Планинич изблокиран од Дамјан Стојановски, одлично од одбраната презеде Робев, немаше со кого. Повторно за Дамјан Стојановски. Крстевски не успе да погоди, имаше туркање од Лука Стојановски. Пак тука како недостаток во затворањето на просторот под кошот на дефанзивен скок. Паѓаат кошаркарите на Пелистер во овие надпревари против МЗД Скопје во добар дел од дуелите. И нова замена на местото на Дамјан Стојановски, игра со број 5 за прв пат на овој надпревар. Марко Миловановиќ. Тоа е таа подолга и реално поквалитетна клупа која што има тимот на МЗД. И во ова и во секој друг надпревар во соочувањето со македонските ривали. 19-17, два пати Деларич успе да погоди. Партиципираше со по 7 поени во првиот и 15 во вториот дуел. Костовски. Драговиќ, па Мијовиќ. Планинич, надвор за Лука Стојановски, овој веднаш за 3 поени не успе да погоди. Драговиќ од одбојка, па што промаши Драговиќ, неверојатно. Во последните 15 секунди сме од првиот период. Ова се зицери моменти во кои што никако не смее да се промаши, затоа што секој поен, секој шут, секоја одбрана, секој блок може да биде решавачки. Се намести Петков и лошо нагази веројатно. 19-21 осто за МЗД Скопје пред звукот на сирената. Во самата завршница од првиот период. Пелистер одлично почна, 4-0, 7-2, 13-4, како највисоки 9 предност. Заглавија на 19 поени последните 3 минути не постигнаа кош, а екипата на МЗД Скопје со добра серија во завршницата на првите 10 минути дојде до резултатски приклучок и на крајот со овој последен шут на Петков до водство од 20-19. Со по 6 поени, Мијовиќ и Костовски засега најефикасни, двајцата од позиција за тројка. Маслинков постигна 5, 2 поена за Планинич. По редовите на екипата на Пелистер, тоа се четворицата стрелци. Кај МЗД Скопје аеродром, 8 поени за Војдан Стојановски, најдобар поединец за сега. 3 од 3 од игра.
4 поени постигна Танасковиќ, 3 Паковиќ, исто толку Петков, со овој последен шут од клупата, заедно со него и Делалич Стрелец со 2 поена. Знае Дарко Радуловиќ дека ова ќе биде долг надпревар во кој што мора да се парира, но греши Магдевски прво тоби, сега се биде во залепи Петков кој што пожртвувано таму на паркетот и изнуди фаул од противничкиот плеймейкер и од екс-играчот на МЗТ Скопје Аеродром Андреј Магдевски ќе има 2 слободни фрлања. Прецизно во првиот обид, барат поголема минутажа. Еден од најмладите играчи, роден на 20 февруари 2003-та, 192 см висок, Марин Петков. И ја заслужува минутажата, и со она тројка, и со 2 прецизни слободни удари од слободните фрлања. На другата страна, еве конечно го разбиваат малерот на промашување кој траеше повеќе од 3 минути кошаркарите на Пелистер. 21-22, Магдевски ќе има и дополнително слободно фрлање. Многу работи зависат од него, ќе споменам уште еднаш. Има многу поголем потенцијал од она што го прикажува, од она што го гледаме и со своите пробиви, и со завршница на шутеви, и со асистенции, и со се друго. Но во целата негова кариера некако помирен во однос на предиспозициите кои што ги има како кошаркар. Не успеа да израмни, останува 21-22. Серија дриблинзи, не успеа таму Делалич, одлично реагираше Костовски во одбрана. Да се вратија брзо кошаркарите на МЗТ, Костовски сепак незадржливо, 3 тројки од 3 шута во досегашниот тек од мечот. А неговиот придонес може да биде клучен во еден ваков надпревар. – 24-22, Пелистер ја врати предноста, Крстерски нема тројка за него. Повторно Костовски е таму, има сега фаул, да видиме дали Петков. Или Робев кој беше до него. Објасно судијата Феревски на кошаркарите во поедини сегменти. Но за МЗТ добро е што одмораат и Дамјан и Војдан Стојановски. Во случајов Војдан ќе се врати на местото на Миловановиќ. А во тој период ја одржа ова резултатска лацкалка плюс минус некој поен. Сега погодува за 10 вкупно Александар Костовски. Прво слободно фрлање, по оние 3 прецизни тројки од 3 шута. 2 пати прецизен, 26-22, како со неговите 5 поени во серија. Петков за Робев. Обид на повратна, краде таму Магдевски само за момент. Војдан Стојановски, повторно Петков. Нема чиста позиција, но сепак успеа преку рака. Еве зошто ова момче
треба да добија поголема шанса, без оглед на резултатот. Нема многу млади македонци кои што настапуваат на овие надпревари, колку и да се квалитетни или да не се, тоа е веќе дискутабилно. И сега повторно фаул во напад, Планинич протестира кај судиите. 26-25 резултатот. Зборав за Марин Петков, кој што никна од она позната школа од тимот на Варда, па проложи преку Феникс 2010-та. И ево го сега моментот каде што тука Планинич имаше еден жесток контакт со Петков. Заслужен во нападот, заслужен во одбраната. А веќе со 8 постигнати поени, практично втор најдобар стрелец на надпреварот и најдобар во своите редови заедно со Војдан Стојановски. Одлично одигра сега кој што гледате на МЗ-та. Војдан не успее да погоди таму на втор обрач. Поен предност останува за домашниот тим. Лука Стојановски. Магдес. Костовски. Десно е Маслинко. Костовски се мести за тројка преку рака, 4-4. За 3 поени ги шири рацете. Бојан Крстевски знае дека многу повисок, добро беше поставен, можеби малку не одигра според она што знае да го одигра во вакви ситуации, да подигне рака, да направи блок, меѓутоа тешка беше оваа позиција за Костовски. 29-25, Робер сам за 3 поени, не погодува Крстевски од одбојка, ни тој скока таму, Баковиќ под кошот, му одземена оваа топка, беше опружен со тројца играчи и Петков прави лична грешка. Реков ќе биде овој надпревар до последната капка пот. Кошаркарите на Пелистер, кои што без оглед на тоа што имаат огромни промени во играчкиот ростер, во играчкиот кадар во однос на онот пред 2 години, кога беа прв пат финалисти во плейофот за титулата, лани втор пат, се обидуваат и успеваат рамноправно да парираат на МЗ Скопје. Им недостасуваат некои детали како да ги добијат тие надпревари во завршницата, кога веќе цело време одработиле. Ќе видиме како ќе биде вечер. Лука Стојановски, добра позиција, нема тројка. Останува 4 предност. Војдан Стојановски. Робе, па сега брз проток на топка. 3 секунди, ако добро видов. Или сепак фаул, дали е тоа од Маслинко. Ке излезе Александар Костовски, до сега убедува најдобриот поединец на надпреварот. 14 поени, 4 од 4 за тројка, 2 реализирани слободни фрлања, 3 скока, 1 асистенција за искусниот Александар Костовски. Има една украдена топка. Се враќа Мијовиќ во игра и тој добро го отвори мечот со 2 тројки, потоа застана на тие 6 поени. Крстевски, оној флоутер, не успе да погоди. И од одбојка 2 пати скокаше Баковиќ, пак таа стара болка кај кошаркарите на Пелистер дозволуваат противникот да дојде до офанзивен скок, во случајот со директен кош од одбојка. Магдевски е фаулиран, да видиме од кога, дали Петков или во завршницата на акцијата. Крстевски. Има 2 слободни фрлања. Имаше тука можност да влезе, успе да го направи тоа, опружен тука со 20 играчи во сендвич Магдевски. Ќе отвори малку Крстевски. Има 2 лични грешки. Најмногу во редовите на МЗ Скопје. Не троши многу топки Андре Магдевски, еднаш биеше, еднаш погоди за 2 поена, сега слободни фрлања. Претходно имаше едно промашено на дополнително. Сега уште еднаш не погодува.
својот трет поен за 30-27. Се врати стартерот Гилан на местото на Петков, кој ги изигра изворедно како негова алтернатива од клупата, многу подобро од американецот. Баковиќ за Танасковиќ. Лоша топка за Гилан, кој успе да прифати аут. Џон Гилан трети официјално. Неговото име и презиме сега оди агресивно уште во стартот на акцијата. Магдевски нема проблеми да ја пренесе топката. Мијовиќ бараше таму топка и добива сега преку глава на Мијовиќ за Танасковиќ, а овој преку сите до својот тренер Радуловиќ. Не знам што беше идејата. Но тешко му не Планинич. Јуре Планинич кој што игра изворено, речиси на секој надпревар со голема минутажа. Нема вистинска алтернатива на позиција 5. Така што може да се и вакви моменти на грешка. На патна концентрација Баковиќ, Гилон за Танасковиќ. Добра позиција, виде дека таму табла може да завршува и успева 30-29. Добра се заврши паркетот тука. Доста лизгаво под кошот каде што напаѓа мрзата. Се враќа Дамјан Стојановски до игра на местото на Робев. Мијовиќ доби топка од Лука Стојановски. Барал се отвори Магдевски. Лука Стојановски за Планинич. Магдевски се оде таму Мијовиќ. Не се избори за позиција и добра одбраната на МС Скопје. Гилон оди во транзиција. Лесни, нема да бидат лесни поени, ќе има фаул од Лука Стојановски, затоа не. Сепак играше недозволен, не фаул, туку недозволена обрач. 30-31 е резултатот. Кошот кој не е постигнат е призната, имаме тајм-аут. Ti grešiš dva pasa koji ti je kriv. Pašo korak. Ako si kriv igraj. Igraj po pravi greški. Kolega Smilić. Niko ja ne ti reče. Ne ti je tvoj kriv. A ne ti reče neko. Igra me za da tepame. A ne ti veli me nije. Dajte vaka. Jure, blokada za Stepan. Primi Stepane. Maslin, Luka. Čekaj ovde, spusti se dole. Ide blok. U isto vreme ide blok za Luka. Stepane, traži ko je najbolji pas. I nemojte da brzate me. Da padnete u close out. I prekini više sa kenjanje, bravo. Ima mene mal. Ima mene mal. Treba da pijeme utakmica, bravo. Кој е предност за МС Скопје од претходната акција, кога Гилон успеа во транзиција да дојде до 2 поена. Сега нема тројка за Лука Стојановски, повторно добро одбраната на МС Скопје. Дамјан Стојановски за Војдан, се мести чиста позиција за него. Не успе да погоди, скок на Мијовиќ, но фаул од Баковиќ. Беше чиста позиција, но сепак
попречи колку што можеше тука Планинич, иако знаел многу потешки да погодува Војдан Стојановски. Сега Баковиќ издегува, Деларич во игра. Еве како изгледа спортската сала Боро Чурлевски. Кога е опрашање кошарката во последни 4 сезони. Еден вистински препород. И поквалитетен буџет, и поквалитетен спонзор, и поквалитетни во секој поглед. И организацијски се кошаркарите на Пелистер и управата, која што еве неколку години и во АБА 2 кошаркарската лига квалитетно ја представува не само битолска, туку и пошироко македонската кошарка. Не остасуваат оние помлади категории со кои долго време не е работено па да излезе некој дете, како на пример во ракометот, кој има неспоредливо подолга и многу успешна и поквалитетна традиција. Останува 32-31, Војдан Стојановски сега не греши два пати од слична позиција, овој пат од противната страна, погодува за 32-33 и тој е двоцифрен. Сега признава дека има последен со топка, 17 секунди за напад, останува за Пелистер. Магденски, Планинич правеше блок за да може да се одигра она 2 на 2, сега Мијовиќ ја враќа за Планинич, Драговиќ е во игра, мора да одмори Маслинко, не се снаоѓа Драговиќ, Планинич мора да бие преку рака, тежок шут затоа што истекуваше нападот. Уште една добра одбрана на екипата на МС Скопје. Ги затворија приодите под кошот, не оставија чист шут. Настојич на другата страна. Лични грешки има Јуре Планинич и тоа е проблем, затоа што е реално единствениот на таа позиција 5 што може да игра. Експресно е вратен на клупата, Маслинко на паркетот. Излезе Лука Стојановски, се врати Костовски. Танасковиќ, стандардно квалитетен, како што е Планинич во редовите на Пелистер, а идентична и бројката на негов вес. Бирен тренерот Васко Данасов знае дека има многу потенцијала на крајот на книжката, имаат и огромно водство од 2-0 во серијата, која никако не може да биде решавачка и затоа се обидуваат уште на овој надправ кошаркарите на МС Скопје да ја завршат работата и во оваа сезона на највисоко можно ниво, како што беше лани, например, кога победија 3-0. Да видиме Магденски, Пелистер е тука да им ја отежни работата и да се избори за четврти надпревар. Еве добра позиција, Мијовиќ сам, тројка за ново водство 35-33. Сега повторно Пелистер води, Деларич успеа да се протне таму и од табла да поентира, 35 за двата тима. На 3 минути од крајот на полувремето. Краде сега таму Дамјан Стојановски. Гилон почека да неговите соиграчи на своите позиции. Дриблинг таму не успеа да се избори за позиција. Војдан Стојановски затоа додаде за Делалич. И Танасковиќ се обрава топка, а мислам дека Драговиќ фаулираше. Еме, кога ќе се анализираат овие грешки на кошаркарите на МС Скопје во оние првични шутеви и реакцијата на нивните играчи под кошот во сите надпревари, може да бидат еден од најзначајните клучни фактори кои што придонесуваат за победите на МС Скопје. Така беше во добар дел од надпреварите. Практично во оние два последни го видовме во кои што МС Скопје дојде до домашни две победи, а и во купот. Тука во оваа сала во Битол. 7 поени Танасковиќ.
чуден шут на изфрлање, но два пати прецизен. Тоа е неговиот стил, 35-37. 8 поен вкупно. Магдевски за Драгович. Повторно Магдевски. Во бараш го најде Костовски. И натаму добро функционира одбраната на МЗД Скопје, не оставаат пристап, ќе мора Магдевски да пробива. Маслинко доби топка, не успе да погоди. И таму Танасковиќ по вешто Драгович, но колку беше вешто кошен, толку невешто водење на топка. Аут за Пелистер. Магдевски. Повторно нема можност да го проведе Драгович. Костовски, може би тој сега против Танасковиќ. По-брз, по-вешт, не успеа сега да помни за 3. Прво него промашување, но добро одиграа кошакаите на Пелистер. Упорни, дојдаа до офанзивен скок. Поводи Мијовиќ за израмнување на 37. 37. Мијовиќ 13 поени. Второ стрелец зад Александар Костовски, има 14. Делалич саме Дилон за 3 поени и се намести не погоди. Танасковиќ за нов офанзивен скок. Дамјан и Војдан Стојановски. Делалич ќе се обиде за 3, не погодува. И конечно таму топката кај Магдевски. Одлично одигра за Маслинко. Идеална позиција да крене публиката на нозе. Андреј Маслинко по асистенцијата на Андреј Магдевски за водко 39-37. Тајм-аут за МЗД. Само спирано, момци, имаме се, само спирано. What is this on offense? Everyone wants to score! If you want to score, go score, ajde! Rebound! We defend, rebound! Listen, we go first one, Voidan, Devil Eyes, over here. Hey, with number 13. Go set screen with number 13, okay? If they switch, attack 13 from perimeter. Look for 13. On defense, on number 7, if there is screen, switch there is screen. Switch there is screen and make him drive. Let's go, man, what is it? МЗД е подобар тимски земено во офанзивниот скок, каде што веќе има 10 такви офанзивни скокови, за разлика од Пелистер 4, меѓутоа тука е резултатот подобри се кошакаите на домашниот тим, особено за 3 поени, 7 тројки, 14 шута, 3 од 17 има МЗД. Тоа се, например, оние најголеми, најдрастични разлики што ги имат едните и другите во овој досегашен тек од надпреварата. Сега одличен флотер на Делалич за израмнување, уште едно 39-39, последна минута од првото полувреме. Ќе видиме ако некој воопшто оди со предност со каква разлика. Но го оправдува овој надпревар она што се очекуваше. Пелистер во обид да намали во серијата. Сега Магдевски одлично завршува сама акцијата. Краде Мијовиќ, невнимателен Дилон. 41-39. Може да играт на долг напад, разликата меѓу двата часовника 8 секунди. Магдевски мајстор за такви ситуации, контролира, бара од Мијовиќ да се вклучи во игра. Сега Костовски одземира топка за момент. И со фаул велат судиите. Тука беше Алија Феревски. Треба да има две слободни фрлања, затоа што двата тима се веќе одамна во бонус.
Најдобриот стрелец во првото полувреме со 14 поени Александар Костовски биеше само за тројка и со 80% реализација, 4 од 5. И 2 слободни фрлања претходно реализиран. Еве и третот, 15 поен. 42-39. (43, 39). 12 секунди остануваат до крајот на полувремето. 4 предност за Пелистер, тайм-аут за тимот на МЗ. Watch out for trap, stay trap, okay, stay Damian or Vojdan over here on the safety and then Marco cut inside. If it's zone, okay, screen this pass with 4 and 5, Marco still inside, shooter, okay, if it's man to man, we have 12 seconds. Vojdan. We go, Marco, Saris, screen each other, here John and Damian. At the same time, Marco and Haris screen each other, go up, okay? And you screen each other and cut baseline, okay? Look for this situation. If they switch, go one-on-one, shooter stay higher over here. If they help, napadni Vojdan pass. Ови да се изведе успешна акција и да се намали во резултат. Беше 39-39. Една неверојатно израмнета средба, особено во втората четвртина и првата додуша беше во финишот, иако Пелистер имаше и 8 и 9 разлика. Сега ќе се обидат Битолчани да ги задржат овие 4 предност. Гилон изминува времето, 5 секунди за напад, добро таму се ослободи, не успее да погоди. Ево повторна шанса, нема кош, Мастинко изби и крај на првото полувреме, 43-39 на крајот на првите 20 минути. Сепак водствено за екипата на Пелистер, која што одигра со голема доза на енергија во овие први 20 минути игра. 16 поени постигна Костовски, главно благодарение на шутот за 3 поени, 4 од 5 и 4 слободни фрлања реализирани. Мијовиќ зад него 13 поени, 3 од 4 за тројка. Тоа се двајцата главни стрелци кои практично постигнаа 7 тројки од 14 шута вкупно на екипата на Пелистер, која е на 50 на 100 во тој сегмент. 7 поени за Мастинко, 5 за Магдевски, 2 за Планинич. Интересно, ниту еден од резервистите кај домашната екипа не постигна поени и тоа ќе биде значајно во второто полувреме да се приклучи некој на таа листа за да може да дојде до успех кошаркаите на Пелистер. На другата страна, најефикасен е Војдан Стојановски со 10 поени. Зад него Петков, кој изигра 6 минути 25 секунди, а постигна 8 поени, колку што имаше и Душан Танасковиќ. 6 поени за Деларич, 5 за Баковиќ и 2 за Гилон. Тоа се стрелците кај МЗТ Скопје. Точно на 50 на 100 реализација одиграа тимот на Пелистер. Интересни бројки, 7 од 14 за 2, 7 од 14 за 3 поени, 8 реализирани слободни фрлања од 18 обида кај МЗТ Скопје. Шутот за 2 поена на ниво 55%, 11 од 20 постигна, но добар дел од тоа по оние втори шанси, откако има офанзивни скокови, а вкупно 11 офанзивни скокови остварија гостите. Има лош шут за 3 поени, 3 од 17, постигна 8 од 10 слободни фрлања. Во скокот се подобри кошаркаите на МЗТ Скопје, има 23 наспроти 17 скока, но пред се оние 11-4 како офанзивни скокови. Во другите параметри се тука некаде и затоа овој резултат 43-39. Ништо не ветува, но ветува една изворена борба за опстанок во ова финална серија на кошаркаите на Пелистер во плейофот за шампионската титула. Од друга страна пак МЗТ ќе се обиде се да заврши уште вечерва, но нема да им биде едноставно.
забавуваат навивачите на Пелистер заедно со една група навивачи на МСТ Скопје аеродром кои што пристигнаа во меѓувреме, а ги гледаме сега Драган Николич и Марија Николич, некогаш Видикова, нашата најдобра кошаркарка своевремено пред некаде 2,5-3 децении и незиниот сопруг кој што беше тренер на МСТ Скопје аеродром до пред завршниот чин, беше во плей-офот, знаете поради какви причини дојде до промена на тренерската позиција во минатата сезона. Тука се овие денови во Кавадарци, каде што е родниот град на Марија Видикова, нормално нема да го пропуштат овој надпревар трет во финалната плей-оф серија во борба за шампионската титула. 43-39 екипата на Пелистер води против МСТ Скопје аеродром. Да видиме сега првиот обид, таму за 3 поени нема за Војдан Стојановски. Пелистер во првата четвртина почна одлично, се друго резултатска класкалка каде што се менуваа екипите во најголем дел од првото полувреме во водство. Сега нема офанзивен скок на Танасковиќ, а имаше 11 офанзивни скоки тимот на МСТ Скопје во првото полувреме. Ванилич има 3 лични грешки, мора да внимава, затоа што е практично единствена позиција петка, ќе подсетам уште еднаш, не може да игра Најт поради полесна повреда на стопалото, евентуално ако има четврти надпревар, велат ќе биде во строј. Сега убаво одиграа високите играчи на Пелистер, на крајот Маслин го погоди, купно 9 него поен за 45-39. Практично 6-0 од оние 39-39 кои беа во финишот на полувремето. Конфузно некако Дилан успеа да ја дофати топката и на крајот асистенција за Војдан Стојановски и поени за Марко Баковиќ. 45-41 е резултатот. Мијовиќ 7 тројки за Пелистер, 3 за МЗТ во првото полувреме, многу подобри тука Битолчани, а Масликов сега направи чекори во момент да се избори за позиција, да пронајде некој соиграч. Ево му објаснува на Костовски дека идејата му било веројатно да го проигра него, но добро беше чуван. Ево го удвоен од Војдан и Дамјан Стојановски. Ево го Војдан против Андреј Магдевски. Во првото полувреме Војдан Стојановски со 10 поени, најдобар поединец кај МЗТ. Овој пат нема 2 поени, тежок беше овој шут преку рака. Костовски, ако тој одигра на нивото кој што го имаше во првото полувреме, Пелистер има шанси да дојде до четврти надпревар. Меѓутоа загубена топка, на другата страна се прошета Дамјан Стојановски, кој што ги постигна првите поени. Ќе биде проблем за Пелистер ако тој влезе во серија, а имаше 3 промашувања без кош во првите 20 минути. 45-43. Планинич успеа да дојде до топка, сега Костовски од 8 метри за 3 поени. Еве го следова тројка. Александар Костовски расположен за вакви надпревари, 5 од 6 реализирани тројки. Купно 19 поени, 16 имаше на полувремето. Сега краде таму Магдевски, оди во транзиција сам. И лесни поени во свој стил. Борбав неколку пати за неговиот квалитет. И она што може и што го поседува, а што не секогаш доаѓа до израз. Може би поради неговата скромност. 50-43. Првите 3 минути Пелистер ги почна како и првите неколку минути во првата четврта. Сега одлично таму проиграат Танасковиќ и Баковиќ за 2 поена. 50-45. Добра одбраната на МСТ Скопје. Ѓелон оди таму во транзиција. Магдевски не сме да направи фаул. Поени таму за Ѓелон 50-47. Нормално се лути тренерот Радуловиќ. Напорно работеа за 7 разлика, лесно ги попуштија. Сега само 3. Планинич имаше простор тука. Лична грешка на Војдан Стојановски. Ако има фаул, нека биде машки. Онака што се вели жесток. А навивачките групи прават тон, иако се диаметрално на различни страни, што е сосема логично. Секој со свој репертуар. За да му дадат дополнителен
декор на ова трето соочување на двата најдобри кошаркарски клуба во последните 3 сезони во Македонија. Магдевски помегна на Гилон, одлично таму за Планинич кој не можеше да сгреши. Имаше тука обид на Дамјан Стојановски да му попречи, па доби удар во пределот на носот. Спортски се извинува Планинич, 52-47. Еве претходно на центарска битка таму. И одличниот потек на Магдевски со нова асистенција. 4 поени само за Јуре Планинич, имаше еден од 4 шут во првото полувреме, ретко така лошо се представува, но има многу резерви кај него. Ево сега добро затвори на дефансивен скок, па Лука Стојановски ризично оддавање. Костовски се вратија на време кошаркарите на мрзото. Бара помошта во Магдевски од Планинич. Побегна топката. Гледате ова решителност и кај него и кај другите кошаркари на Пелистар. Реално имаат тешка задача, но уверени се дека можат и вечерва, а и во евентуалниот четврти надпревар да му вратат на тимот на МЗТ за оние два надпревара кои што по една тешка рововска битка ги добиваше актуелниот и 10-кратен шампион со по 5 разлика на крајот. Сега 5 во моментот плюс за Пелистар. Робев се врати во игра. Крстевски играше во првото полувреме, но има таму фаул во борба за позиција Мијович. Само прва лична грешка е тоа за Стефан Мијович. Планинич има 3 од оние стартни играчи. 2 лични грешки има Магдевски. Меѓутоа земена топка, шанса да се зголеми предноста. Лука Стојановски за Планинич. Повторно лично оддавање за Лука Стојановски. Гилон таму попречи. Фајса против Лука Стојановски, мораше да изфрли надбор. И сега повторно Мијович за Планинич. Тешка позиција се снајде покрај добро поставени од Крстевски. Но успеа да најде простор таму. 54-47 и сега Планинич има 6 поени. Двојно повеќе од цело прво полувреме. Најважно за Пелистар што има плюс 7. Робев немаше позиција, Дилон за 3 и погодува. Немаше постојано да грешат за позиција од позиција за 3 поени. 3 од 19 има кошаркарите на МЗТ. Еве четвртата тројка од 20-тиот шут за Дилон. Тоа се вкупно 7 поени и прва тројка. Планинич не задржлив во оваа фаза од надпреварот. 56-50. 8 негови поени. Робев за Баковиќ, овој един атрактивна завршница, му помогна топката, Крстевски промаши зицер, а имаме фаул како Магдевски собрава топка. Лична грешка прави Марко Баковиќ. Пелистар сега со оружјето на МСТ Скопје од првото полувреме со офанзивни скокови по промашување. Брзо минува времето, 4 минути остануваат до крајот на овој трет период. Се порасположени навивачите на домашниот тим. Ако до пред 3-4 години главно оваа сала се исполнуваше со ракометни надпревари, во овие неколку сезони се побројна е публиката кога се и кошаркарските надпревари во прашање. Пак офанзивен скок. Во добар момент се кошаркарите на Пелистар во оваа фаза на надпреварот. Иако МЗТ играат доста солидна одбрана, еве сега Робев направи обид таму да ја одземе топката, но ја бара идеалната постава Васко Атанасов, го вади од игра Војдан Стојановски, односно Дамјан Стојановски во игра.
Лука Стојановски за Пелистер нема прецизен шут. Нагази на линијата, сега не е тоа ни важно. Но Пелистер има потребната енергија и ритам во овој дел од надпреварот. Го чувствува тоа и самите кошаркари кои се убедени сите до еден дека овој надпревар е нивен. Делалич, чиста позиција го за 3. Го немаше и проработа во истински момент. Харис Делалич, 9 него поен. Прва тројка од 3 шута. Веќе 5 тројки за МЗТ, имаше само 3 на полувремето. 3 разлика за Пелистер. Мијовиќ е фаулиран од Крстевски. Знае дека е тука некаде на работ. Кате Мијовиќ таму го објаснил дека имало контакт. Веќе имате слободни фрлања. Стефан Мијовиќ немаше забележителна улога во претходните два надпревара, која беше резерва. За сега 13 поени, прво промашување од слободни фрлања, претходно 2 од 2 во првото полувреме. Сега 2 пати греши. Ѓолан. Војдан Стојановски на него води Лука. Делалич. Ѓолан. Веднаш по пријамот си создае предност на Малова на 1 разлика. 26-55. 9 него поен. Пак имаме само поен разлика за Пелистер. Како во голем дел од првото полувреме. Тешка беше ова позиција на Планинич. Бараше простор како да прими топка. Има продолжение на нападот 11 секунди. Погледате. Убава идејата на Костовски, но испружи таму рака Делалич. Ќе се врати во игра Драгович кај Пелистер. Мора да помогна тебе, нема во овие моменти многу свежина кај Мијовиќ. А го видов Перо Антич. Председателот на Македонската кошаркарска федерација, заедно со уште една кошаркарска легенда од оваа понава кошаркарска ера, Јорги Чековски. Ѓолан, сега е тој во елемент, меѓуто изблокиран одзади таму од Магдес. Лука Стојановски се мести за 3, предстилно. И удвоен беше добро Планинич за да не може да оствари офанзивен скок. Уште еден напад на МЗТ за водство. Војдан Стојановски. Саме Делалич за 3 поени нема да погоди, се виде од оваа позиција. И уште еден скок на Магдевски. За Лука Стојановски, да видиме што да судите, дали ова фаул во напад. Протестира и тоа жестоко Дарко Радуловиќ, погледнете. Бара и преглед на снимката, судите му покажуваат каде му е местото или до каде може да се движи. Ајде да видим уште еднаш. Досуден фаул во напад за Магдевски, трета лична грешка и останува таа одлука. Петков е во игра на местото на Ѓолан, кој што имаше неколку одлични акции претходно. Делалич сам е робен за 3 поени, ево го со тројка за водство. 56-58. И сега ќе има тајм-аут за Радуловиќ, домашната екипа. Ево го MVP играчот од финалето на кошаркарскиот клуб со тројка во вистински момент за гостите. Први негови поени. Претходно имаше 2 промашувања. Значи, по автоматизам и да пас, се договорите, иди да ја земе.
dođi dole, ideme u ona, shoulder, Ace babu, palča babu, znači kaj bliska za Ace, okej? Magde, daj pas, Luka krma blokada i odmah širi. Luka krma za Jure, okej? Ako ima pas, dobro, ako ne, otvori se prije, krivo s jednom, torpi za Jure. Neka istigra. Da vidimo što po ovoj time-out, otkako padna u ritam sa koji što ga počela tretijeg period ekipata na Pelister. Има 56-50, а од тогаш серија од 8-0 за гостинската екипа. Минута и 12 секунди до крајот на третиот период. Магдевски за Костовски. Мораше тој малку да одмори. Лука Стојановски, Магдевски. Планинич добија топка покрај Крстевски. Удвоено од Петков одземна топка. Има лична грешка од Драговиќ. Ево Марин Петков кој што игра одличен надпревар, веројатно убедливо најзначаен во неговата кариера затоа што е во финале на плейофот за титулата и игра на изворено високо ниво. 8 поени, 2 тројки од 3 шута, 2 слободни фрлања реализирани. Сега и украдена топка уште еднаш и во одбраната придонесува со втора украдена топка во овој меч. Бојдан Стојановски за Крстевски. Ево Петков за 3 поени, заслужи, погледнете, 11 негови поени. Може да биде фактор X од клупата на екипата на МСД Скопје Аеродром. Она што не функционира на клупата кај Битолчани, 56-61. Ова 11-0 веќе во серијата во завршницата од третиот период за гостинската екипа, која што има највисоки 5 разлика сега на овој надпревар. Имаше една таква криза, Пелистери во финишот на вториот период, но успеа да се извлечат и да дојдат до 4 разлика на полувремето. Магдевски сега се избори за слободни фрлања. Осми негов поен. 5 скока, 4 асистенци, 3 украдени топки, 1 блок. Една all-round партија. 57-61. Успешен во вториот обид. Некако падна енергетски кошаркарите на Пелистер. Немаат толку квалитетни расположиви играчи од клупата. Видовме претходно по оние 2 слободни фрлања кога Мијовиќ некако делуваше исцрпено, па беше повлечен од игра. Бојдан Стојановски. Крстевски при приемот шут во истекот на третиот период останува 57-61. За да направи пресврт во завршницата од третиот период. Со одлична одбрана пред сеа и напади кои сигурно ги завршува и она тројка на Петков за во финишот на третиот период највисоки 5 разлика кои во моментов се 4 по слободното фрлање, едно од двете успешни реализирања на Магдевски. Ништо не е решено, на овој период МСД го добија 22-14, иако Пелистер имаше и 7 разлика, 54-47. Од тој момент постигнаа само 3 поени, а примија 14 кошаркарите на Пелистер. Ова е последната голема пауза меѓу две четвртини. Се поправи тимот на МСД Скопје
во шутевите за 3 поени, и тоа драстично во овој трет период. Дојде до 7 тројки, иако потроши 25 топки, меѓутоа има 3 од 19 на почетокот на третиот период. И натаму остануваат со оние 55% за 2 поена, 16 од 29, 8 од 10 слободни фрлања. Тимот на Пелистер пак 8 тројки од 18 шута, а имаат 7 од 14 на полувремето. 12 од 20 за 2 поена, 9 од 15 за слободни фрлања. ...29 скокови има МЗ-та, 26 има Пелистер. Еви во тој сегмент нешто подобри се гостите, иако поголема беше разликата во корист на МЗ-та во првото поле. Како и да е тројките, оние прецизни упатени тројки и тоа како решават. Уште една трета украдена топка на Петков, но му врати Магдевски на почетокот на четвртата четвртина. 4 предност за МЗ-та Скопје. Магдевски бара простор за 2 поена, не погодува, да видиме што одат судиите. Топка за гостинската екипа. Поставата Петков, Роберов, Војдан Стојановски, Делалич и Крстевски. Одлично ги распоредува силите тренерот Васко Атанасов. Има свежи, квалитетни играчи кои може да решат надпревари на клупата. Пелистер нема многу такви реално. И затоа овие што главно ги гледаме со по една-две замени мора да го дадат максимумот во отсуство на Дешон Најт, кој што споменав и на почетокот и во текот на преносот не игра поради полесна повреда на стопалот. И натаму агресивна одбрана со која што не дозволуваат кошаркаите на МЗ Скопје лесни поени. Ево го Масликов врши работи против Вајца. Тука се сплетка Драгович и Магдевски. Имаат вишок играч таму на другата страна кошаркаите на МЗ Петков. Лесна работа за Делалич за да дојде до предност од 57-63. Сега највисоки 6 разлика за гостинскиот тим. Костовски. Не функционира шутот за 3 поени ни кај него во второто полувреме. Еднаш само тројка, сега Робев на другата страна, Кош со дополнително слободно фрлање и веќе висока предност од 8 разлика и можност да бидат 9. Дамјан Робев. Одличен риблинг на крајот и фол од Масликов. Беа лани во ваква ситуација кошаркарите предводени од младиот тренер Васко Атанасов го добија ривалот во 3 надпревари, а сега покажуваат дека се решени да направат исчекор да го повторат истото од минатата година. Сега на Пелистер, дали ќе може да се извлече од овие минус 9, не дека е висока разлика, туку реално немаат свежина и немаат многу акции кои што им функционираат во оваа фаза на превод. Лука Стојановски, лесна лука, успе да погоди, 59-66. Осум минути до крајот. Робев покрај Маслинко, Робев одлично покрен од Планинич, кој одлично се постави и се врати во игра на местото на Драгович. Сега му треба серија на Пелистер.
Се враќа свеж Дамјан Стојановски на местото на Робев. Планин за Магдевски. Обид за повратна, добро прозе таму Делалич, уште еднаш одбија напад на противникот за лесни поени. Петков. 7,5 минути до крајот. Војдан Стојановски, добра реакција на Магдевски, останува точно секунди напад за противникот. Војдан Стојановски, лево па десно, не успеа да погоди, веројатно со звукот на сирената беше тоа, се запали црвеното светло на таблата. Ке види тоа напад за екипата на Пелистер. Затоа што тука да заврши во аут. Магдевски против Петков. Магдевски тешко е покрај двајца, дали имаше фаул од Делалич, сега е на раката. Да, видите со левата рака во предлот на стомакот на противникот. И натаму 59-66. За да не попушта во одбраната. Јате Планинич сега се обиде со влез, не успе да погоди, нема фаул. Го погоди Делалич во глава при овој негов влез. Остана Делалич да лежи, мора да ја прекинат судиите играта на 6 минути 49 секунди до крајот. Мора се соземе околу противничкото крило. А и да се избрише паркетот онаму каде што остана да лежи. Преглед на снимката од страна судиите за оваа претходна ситуација. Значи ја прегледа снимката за секоја сигурност и нема да има ништо, значи останува екипата на Пелистер во напад. Еден ненамерен контакт, иако беше непријатен во главата на Делалич. Лука Стојановски за Магдевски. Планинич се обиде за 3 поени. Големо промашување, но по-малку и очајнички, откако тешко се добива позиција, особено под кошот. Одлично функционира одбраната на екипата на Мзда. Да видиме сега Делалич за 2, не погодува. Скок на Планинич, но може да Пелистер да намали. 6 минути 15 секунди до крајот. На Планинич за Масников, премногу висок лак имаше ова топка, па го возможи на Дамјан Стојановски да дојде да избие пред противничкиот крилен центар, да дојде до неј.
Десна Дамјан Стојановски против Планинич, нема кош. Баковиќ, аут за Пелистер. Се лизна Баковиќ. Имаме нова двојна замена во редовите на гостинскиот тим, Делалич и Петков. Петков кој што е можеби клучниот фактор од клупата, не можеби сигурно, со својата агресивност во одбраната и прецизност во нападот со 11 поени, додуша толку даде и Делалич. Еве тие двајца партиципираат со 22 поена плюс 6. Робев 22 заедно нормално. Пелистер нема такви замени, затоа што само 2 поена имаат од клупата, кој што ги постигнал Лука Стојановски. Заглави резултатот на 59-66, доста прекини во меѓувреме, но има уште многу до крајот, 5,5 минути, иако МЗТ Скопје некако ја зациментира одбраната во најголем дел од нападите на противникот, кој доста напорно работи, троши енергија, но еве сега Мијовиќ ќе се врати на местото на Лука Стојановски. Или, ајде да видиме, најавен е Мијовиќ. Да, ево го Лука излегува. Единствениот од резервистите кој постигна кош, меѓутоа од 6 шута постигна 2 поена. Што како комплимент на она претходна констатација дека МЗТ игра одлично одбрана. Дамјан Стојановски знае да игра трпеливо, гледат 1-1 против Драговиќ, му повене топката душа. Да видиме сега Баковиќ, големо промашување од табла. Магденски против Танасковиќ. Почека да е Мијовиќ. Повратна за Магденски против Робет, во обица 3, не успе да погоди. Скок на Дамјан Стојановски. Уште една добра одиграна одбрана. Во меѓувреме Драговиќ е во игра кај Пелистер на местото на стартниот центар Планинич. Обид за 3 поени. Не успеа Дамјан Стојановски. Магденски за Костовски. Овде има фаул од Дамјан Стојановски. Оне и така наречен тактички или мал фаул, како сакате, во четврта тимска лична грешка. И излегува повторно Робев. Се враќа Војдан Стојановски. На паркетот. Застане резултатот на 59-66. Мијовиќ. Драговиќ. Маслинко може да бие за 3, нема да погоди. Топката се одби кај Дилон, кој што е фаулиран. Тоа е четврта тимска грешка и за Пелистер, лична грешка. Дилон за Војдан Стојановски. Ови да дојде до позиција, не успеа тука. Дилон повторно. Танасковиќ се обида му направи блок. Дамјан Стојановски шут за 3, не успе да погоди. Дилон најнискиот. Сега тој се прошета и ова е 59-68. Дилон вкупно 11 поени, одличен во второто полувреме. Торпат МЗТ има 9 разлика. Мијовиќ, сега треба брза реализација, овде имаше лична грешка од Танасковиќ. 3:33 до крајот, символично. 9 разлика за МЗТ Скопје, кој што го игра одлично овој завршен период на третата четвртина и овие 6,5 минути од четвртата четвртина.
Мијовиќ сега погоди. 60-68. Само трет поен за Пелистер во оваа четврта четвртина. И останува на тие 3 поени битолскиот тим. Не е ова добар знак за нив, 3,5 минути до крајот, има време, меѓутоа како играат, тешко постигнуваат поени, а МЗТ Скопје игра се потврсто во одбраната. Ѓелон, ајде да видиме како ќе биде во завршница. Обид за 3 поени, Баковиќ погодува е за двоцифрена предност. 60-71 и сега тајм-аут бара Дарко Радуловиќ. Може ли да ги врати своите кошаркари на колосек по кој што евентуално би се вратили во игра во оваа завршница? Имаме! Две одбрани ни треба! Две одбрани ни треба! Аце! Намести она што го играме на почетокот. Дај го Стефан овде, Лука земи топка, Аце биде преку, лези унутра, добар блок, ако е свич, спусти, а исчисти, решавај. Одбрана, ќе влеземе у 5, поагресивно, окей? 3 минути, има време. И треба две одбрани да изтрчаме, ајмо. Ајде, до крај! Прв пат МЗТ има 11 разлика, двоцифрена предност. И тоа кога стануваат само 3 минути и 10 секунди до крајот. Се обидуваат навивачите на Пелистер да ги вратат своите играчи. Во овој надпревар, а тие тешко постигнуваат поени. Реговме во 8-та минута од последниот период само 3 поени во оваа завршница. Сега уште една одлична одбрана на Ѓелон против Мијовиќ. МЗТ Скопје Аеродром се поблиску до уште една титула шампион, но треба да ги одработи овие 2 минути 45-6 секунди до крајот. Нема да брза, ќе одат на долги напади, одбраната им функционира. Ѓелон. Баковиќ уште еднаш за 3 поени, уште еднаш погодува. Не е крај, меѓутоа ова е сега веќе невозможна мисија за екипата на Пелистер. 14 предност за екипата на МЗТ, 2 минути и 16 секунди до крајот. Планинич беше фаулиран од Дамјан Стојановски, признава Дамјан. Ќе има 2 слободни фрлања, но како да изгореа во жестокото темпо кое што го диктира и на почетокот на надпреварот, и во третата четвртина во која што во завршницата попуштија, а оваа четврта последна, и тоа како МЗТ Скопје успеа да го искористи тоа и да доминира. Не погодува ни Планинич слободно фрлање. Еви, второто, сето тоа само покажува колку енергетски се потрошени, колку се тешки нозете, па и рацете кои треба да изведуваат завршен удар, шут кој противничкиот кош. Сега Ѓелон е фаулиран од Мијовиќ. Ова ќе бидат символични 2 минути. Полека делот гледачите највеќе на Пелистер го напуштаат овој надпревар, иако треба да бидат горди затоа што екипата на Пелистер по трет пат во 3 сезони покаже дека е во врвот на македонската клубска кошарка. Беа на чекор до освојување на трофеј во клубот, прв во историјата на клубот, не успеа. Од истиот ривал трет пат поред се надиграни. 60-75. Ова ќе биде
и најубедлива победа од овие три во финалната серија во борба за титулата во плей-офот. Лука Стојановски. Уште едно големо промашување, тотално се вон ритам кошаркарите на Пелистер. Реков и претходно, а и беше јасно тоа, го знаат и двата ривала, дека Пелистер нема таква квалитетна клупа, кога немаше ни Најд кој што евентуално нешто можеше да придонесе. Споменав и за она споредба меѓу ефектот на резервистите на Пелистер, каде што Лука Стојановски е единствен кој што има 2 поена, на другата страна 26 поени, по 11 Петков Делалич, 6 поени за Робев. Не е ни важно што сега Ѓило промаши во второто слободно фрлање, 60-76 на 100 секунди до крај. Лука Стојановски погодува со дополнително слободно фрлање, купно 4 поени за него. Делалич направи лична грешка во пробив на противничкиот бек. Уште едно промашено слободно фрлање. Ова ќе бидат рутински, минута и 35 до крајот. Пред девета шампионска титула е Дамјан Стојановски. Војдан досега има 3 во македонското првенство. Бојан Крстевски 5, Робев и Антоновски по 2. Од овој состав на тимот на МЗД Скопје, практично тие сите беа и минатата сезона. Уште едно непрецизно додавање во случајот, па и некоректно од Баркето, меѓутоа во најдобра намера на Лука Стојановски за да го пронајде Масленко. Одамна работите не функционираат во редовите на Пелистер и на крајот ова ќе биде убедлива победа на актуелниот шампион кој што е со секоја измината секунда поблиску до 11-тата шампионска титула. Чекори што ништо не значат во оваа фаза од надпреварот. Миловановиќ ќе добие шанса, еве го Антоновски, спомна пред малку и тој ќе влезе во игра. Добиваат честитки браќата близнаци Дамјан и Војдан Стојановски, кои што ја напуштија играта и така ќе остане до крајот. Да видиме само кој ќе биде конечниот резултат. Одамна се сите помирени со конечниот исход. Мијовиќ. Одлично прво полувреме за него, меѓутоа драстичен пад во второто, остана на 14 поени уште од раната фаза од третиот период. Ево го 15-тиот, нешто да подобри во статистиката, но далеку од можност да подобри во тимската статистика. 64-78, 16 негови поени. Амортизиран беше и учинокот на Александар Костовски, кој што заостана на 19 поени, само 3 во второто полувреме, но изворена беше одбраната на МЗД Скопје. Обид за 3 поени, не успеа Миловановиќ да се запише во ова ситуација со 3 поени. Меѓу стрелците остануваат последните 30 на секунди. Одамна веќе славаат со своите навивачи. Кошаркарите на МЗД Скопје многу помалубрени, но многу позадоволни. Сега имаме тројка за колку толку да се намали ова огромна разлика, 67-78, и тоа ќе биде конечниот резултат на овој надпревар. Веќе им се честита на гостинските играчи и на стручниот штаб за ова што го одработеа во третиот надпревар од финалната серија во
плей-офот за шампионската титула. МЗД Скопје Аеродром ја одбрани титулата, ја освои вкупно 11-тата, трет пат едно по друго подобар во овие финални соочувања со Пелистер во последните 3 сезони. Ја доби финалната серија со 3 победи без пораз, исто како и претходната надпреварувачка сезона. Сосема заслужено, на крајот 78-67, нема енергија кошаркарите на Пелистер да се спротивстават во завршната четвртина, колку и да сака, колку и да има желба, колку и да има амбиции, но МЗД Скопје покажа дека е најдобар кога е најпотребно и со изворена одбрана го реши овој надпревар, дојдоа до 16 предност, има 76-60 во последната четвртина, нешто што реално не ги осликува нештата на овој надпревар во кој што во најголем дел Пелистер водеше, особено во првото полувреме, па и во третата четвртина, но од завршницата на третиот период, како да постоеше само еден тим на паркетот во салата Борошо Левски во Битола. Еве дел од најинтересните моменти, само да напоминеме дека кај МЗД Скопје многу намноправно распределени поените, 15 постигна Баковиќ, исто толку Гилон. Од клупата изворени Петков и Делалич со по 11, 10 постигна Војдан Стојановски, а сите тие 10 беа уште во првото полувреме. 8 постигната Насковиќ, 6 Робев, 2 поена Дамјан Стојановски, но и тие два беа доволни за конечен триумф и во овој надпревар, а и во завршницата на плей-офот, кој што перфектно го одработеа. На другата страна по 19 поени за Александар Костовски и за Мијовиќ. 9 постигна Маслинко, по 8 Магдевски и Планинич, но недостасуваа поените од резервистите, само 4 од Лука Стојановски и ниту еден друг играч не се запиша меѓу стрелците во редовите на екипата на Пелистер. Се чини дека битолчани ги пропуштија своите шанси во оние два надпревара кои што ги одиграа со висок ритам, жестоко темпо, максимално не измести до последните секунди од надпреварите во првиот и вториот меч кој ги губеа со по 5 разлика во спортскиот центар Јане Сандански. Вечерва влегува со многу желба, меѓутоа очигледно МЗД Скопје беше подготвен да одговори и го направија тоа гостите на најдобар можен начин за трета победа во финалната серија. Го повторија ефектот од минатата година, пред 2 сезони пак беше 3:1 во финалната серија за екипата на МЗД Скопје Аеродром. Во секој случај нема зашто посебно да жали тимот на Пелистер, можеби повеќе за оној пропуштен куп кога во финалето беа на чекор до освојување на првиот историски трофеј во македонската кошарка, но го загубија во завршницата, а тимот на МЗД Скопје веќе ја слави двојната круна. Александар Милојевиќ, комесарот за надпревари на Кошаркарската федерација, најпрвин со медали за судиите Федевски, Мјалковски и Јанкуловски. Односно Јакимовски. За комесарот за надпревари, за комесарот на овој надпревар Зоран Николовски и за Петар Денковски, кој беше видео надзор или супервизор. Тој менаџерот на Македонската кошаркарска федерација Ѓорги Чековски ќе ги врачи сребрените медали за финалистите, за кошаркарите на Пелистер. Во чии редови се, например, Андреј Магдевски и Андреј Маслинко, кои имаат претходно освоено титули. И искусниот Александар Костовски има една шампионска титула, како и Лука Стојановски. Една шампионска титула. Не се задоволни, меѓутоа, реално и кога ќе ги анализираат нештата, пак ќе спомнам, беа многу близко до освојување барем на еден од оние први два надпревара во Скопје, а тука МЗД Скопје дојде подготвен за сите искушенија кои што го очекува. Од стартерите Мијовиќ, Костовски, Магдевски, Маслинко, Планинич,
од резервистите Лука Стојановски, Сердаров, Борјан Стојановски, Најдовски, Марковски, Сапунџиев и Драговиќ. Составот на екипата на Пелистер. И за стручниот штаб, за тренерот на екипата на МСТ Скопје Аеродром, за Дарко Радуловиќ, неговите помошници Димитар Илиевски и Николовски. Пелистер трет пат во 3 сезони финалист во историјата, и Куманово има 3 такви финални надпревари, 2002-та, 15-та и 16-та, без да освои титула. Остануваат само 5 победници на првенството на Македонија, Работнички со 15 титули, МСТ Скопје Аеродром 11, Фени Индустри 3, Струмица и Никол Ферт по 1 шампионска титула. Маријан Србиновски, поранешниот кошаркарски репрезентативец и екс-селектор на македонската репрезентација, ги врачува златните медали за играчите и за стручниот штаб, во случајов еве и за докторот Слободан Николич, кој што е незаменлив на својата позиција, заедно со сите оние кои што се во стручниот штаб на екипата на МСТ Скопје Аеродром. За тренерот Васко Атанасов, за неговите асистенти Србиновски и Велев, за кондициониот тренер професорот на факултетот за физичко образование, спорт и здравје Александар Ацевски, и за кошаркарите кои што се најзаслужни за ова што го остварија. Од стартерите Ѓулан, Дамјан Стојановски, Војдан Стојановски, Баковиќ, Танасковиќ. Од клупата изворениот Марин Петков, за него прва шампионска титула, посебно ќе ја памети и за ова негово издание. Практично беше иницијална каписла и реков во текот на преносот Фактор X, со кој што екипата на МСТ Скопје почна да го прави онај пресврт, тука и Крстевски. Уште една титула на неговите гради за Миловановиќ, за Андоновски, за Робев и за Делалич, како актери на ова финална пресметка. Дамјан Стојановски дојде до 9-та шампионска титула и е прогласен за MVP, најкорисен кошаркар, 16 поени во првиот надпрев, 13 во вториот, иако само 2 сега, меѓутоа знаеше да го води својот тим во оваа финална серија од пресметките за шампионската титула и на крајот да ја освои титулата MVP. Огне Стојановски најтрофеен натаму од браќата со 10 освоени титули, исто толку има Маријан Ѓуров, Горан Веселиновски, Горан Самарџиев и Ѓорѓи Чековски по 9, колку што сега има Дамјан Стојановски освоено шампионски титули. Ова е 5-ти негов MVP трофеј во кариерата во финалните надпревари за шампионската титула. На крајот пекарот од рацете на Перо Антич, председателот на Македонската кошаркарска федерација, во рацете на капитенот на екипата на МСТ Скопје Аеродром Дамјан Стојановски. Ево, поштовани гледачи, беше ова атрактивен дуел во финалната серија за шампионската титула. Очекувавме можеби да биде и многу поатрактивно, особено по оние два надпревара кои што МЗТ ги доби на свој терен со 5 разлика, меѓутоа во овој трет номинација, особено во завршницата на третиот период и во последниот, погледнете, 22-14 и 17-10 за тимот на популарните Штркови, 78-67 на крајот за заслужена победа, 3-0 во финалната серија во борба за титулата и 11-та купно шампионска круна за Пелистер. Останува и натаму да се обидуваат да дојдат во ваков стил, како што го работат во последните неколку сезони. 3 пати се едно подруго вице шампиони беа на чекорот до освојување на купот, каде што беа изворени организатори. Ги победија Евроникел со 3-0 во четвртфиналната серија. Во полуфиналето еден од фаворитите, најтрофениот во историјата на македонската кошарка Работнички со 3-1. Меѓутоа не успеа против МСТ Скопје Аеродром. Ситници, детали недостасуваат
меѓутоа тоа беше тоа кој што го видовме и оваа сезона, а беше реприза на минатата МЗД Скопје, пак без пораз во четвртфиналето против Гостивар 3-0, во полуфиналето против ТФТ исто така 3-0 и еве сега во финалната серија против тимот на Пелистар исто така 3-0. Еве, поштовани гледачи, тука полека се одјавуваме од овој пренос. Уште една честитки за кошаркарите на Пелистар за ова изворедна сезона која што одигра. Може би следната сезона ќе дојде до првиот трофеј во своите витрини. На крајот и спортски поздравени од нивните најверени навивачи кои ги бодреа и во добро и во поразите. Честитки за МЗД Скопје за 11-тата шампионска титула, а тоа беше и последниот пренос на македонската телевизија од македонската клубска кошаркарска сезона. Имате пријатна вечер.